Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Харалампи и преподобниот Прохор Лободник. Свештеномаченикот Харалампи. Овој голем светител бил епископ во Магнезија и пострадал за Христа во својата 113 година. Кога настанало страшното гонење на христијаните во времето на царот Септимиј Север, старецот Харалампи не се криел од гонителите, туку слободно и јавно ја проповедал Христовата вера. Сите маки ги претрпел како во туѓо тело, а кога од него жив кожата му ја одрале, незлобливиот светец им рекол на царските војници: Ви благодарам, браќа, за тоа што истргнувајќи го моето старо тело, вие го обновивте мојот дух за новиот вечен живот. Многубројни чуда направил и многумина во верата ги обратил. Дури и царевата ќерка Галина го напуштила незнабоштвото на својот татко и постанала христијанка. Осуден на смрт и изведен на губилиште, светиот Харалампи ги кренал рацете кон небото и му се помолил на Бога за сите луѓе. Бог да им даде телесно здравје и душевно спасение и да им ги умножи плодовите земни. Господи, Ти знаеш дека луѓето се месо и крв. Опрости им ги гревовите и излеа благодата своја врз сите. После молитвата, овој свет старец му ја предал душата своја на Бога пред джелатот да го спушти мечот врз неговиот врат. Пострадал во 202 година. Неговото тело го зела Галина и честно го погребала. Елици во Христа крестисте ся, во Христа облекосте ся. Слава Отцу и Сину
Преподобниот Прохор Лободник, чудотворец Печерски, наречен е Лободник затоа што за сето време на живеењето во Печерскиот манастир не вкусил леп, туку се хранел со лобода, месејки ја на свој начин и правејки некаков леп од неа. Кога тој ќе му дадел на некого од својот лободен леп со благослов, лебот станувал сладок како мед, а кога некој ќе му го украдел, станувал горчлив како пелин. Едно време кога снемало сол во Русија, Прохор му раздавал пепел на народот како сол. Пепелта што ја раздавал со благослов станувала сол, а пепелта пак што некој сам ќе ја земел останувала обична пепел. Кнезот Светополк наредил та во неговиот дворец ја пренеле сета пепел од Прохоровата келија без прашање и благослов од монахот. Но кога пепелта била пренесена, оние кои ја вкусиле се увериле дека тоа е пепел, а не сол. Тогаш Прохор му рекол на народот што доаѓал кај него по сол да одат сите во дворецот на кнезот, па кога кнезот ќе ја изфрли пепелта од својата куќа, тие нека земат и нека ја носат како сол. Народот така и направил и пак пепелта постанала сол. Уверувајќи се во ова, и самиот кнез се исполнил со почитување и љубов кон светиот Прохор. Та кога овој умрел во 1107 година, тој со своите раце го положил во гробот покрај големите руски светители Антони и Теодосии. Поуки од светите отци. Оној што верува дека ништо не се случува без Божјата промисла која управува со светот, се чувствува добро, слободно и спокојно, оставајќи му на Бога да го направи она за што тој немал сила. Митрополит Антони Блум.